Благодарам, председателки, почитувани колеги, почитувана македонска јавност. Еве денес повторно се повторува истата приказна. Во 2023 година разгледуваме извештај за 2021 година. На кој што морам да потенцирам дека што и да се каже овде, што и да се донесе заклучок во овој законодавен дом, истиот не може да се реализира. На потек е реализација на буџетот за 2023 година. Ние зборуваме за извештај од 2021 година. Која е смислата овде да зборуваме и да се надмудруваме дали нешто било предвидено, дали нешто се реализирало или допрва треба да се реализира? Кога ќе се реализира? Во 2023 година. За нешто што било предвидено во 2021. Внимавајте, се прескокнуваат цели години во однос на реализација и затоа немаме никаква реализација ниту на стратегиите во однос на подобрување на правосудниот систем, ниту оние законски должности кои што ги имаат согласно закон и устав да ги спроведат овие органи за кои што се формирани, каде што дополнително ќе видиме дека токму во овој буџетски совет учествуваат клучни фактори од судството. Затоа морам да констатирам дека ова е само проформа на разгледување на ваквите извештаи во 2023 година, но тоа е смислено, бидејќи со тоа се избегнува било каква реализација на заклучоци, а доправа и санкции во однос на оние кои што требало да ја спроведат оваа реформа, односно требало да го подобрат јавното мислење кај граѓаните и владењето на правото во државата, а истите доставуваат, односно се разгледуваат извештаи после 2 години. Мислам дека со цел се прави ова, за да не може ништо после тоа да се реализира. Но, евде, го слушнавме и образложението за буџетот, кој што бил предвиден во 2021 година и реализиран, но не ја видовме председателката на Судскиот совет да дојде, да го образложи, и еве од овде повикувам председателката на Судскиот совет, доколку има доблест да дојде овде да поразговараме во однос на сите тековни активности кои што се случуваат, иако овде станува збор за 2021 година, на што предпоставувам ќе се повикате дека тогаш не била таа председател, но била член на Судскиот совет. И сега зборуваме за Судски совет кој што има нов председател, а истиот како председател на Судскиот буџетски совет не сака да дојде да го образложи, бидејќи ќе каже дека не била во моментот председател. Па истата не доставува, односно не застапува таму како личност, односно како приватно лице, туку застапува институција, која што институција треба да има континуитет и во однос на планирањето и во однос на извештаите. Ако требало некој да го образложи, треба да дојде да го образложи, за да имаме соодветна слика, иако не била тогаш председател на ова тело. Затоа повикувам доколку може да дојде да поразговараме, бидејќи имаме суштествени теми за кои што мораме да разговараме во оваа насока. Дополнително од ова, кога зборуваме и го разгледуваме извештајот од страна на представникот кој што го образложи извештајот, единствено што слушнавме беше во делот на расходната страна, бидејќи приходната ја знаеме, каде се постапувало и каде се биле трошени буџетските средства во однос на подобрување на состојбата во правосудството. Меѓутоа, ако во 2021 година сме имале 8% доверба и 92% недоверба, сега имаме веќе преку 96-97% недоверба. Тоа значи, од реализацијата на овој буџет кој што бил потрошен, немаме никаква придобивка, односно немаме ниту од стагнација на довербата, а не пак подобрување, бидејќи имаме надолен тренд на овие нова состојба во владење на правото и целокупното работење на сите, вклучително и на Судскиот буџетски совет, бидејќи тој ги распределува средствата, а затоа сакав да потенцирам кој се членува во овој буџетски судски совет. Односно, председател на Судскиот буџетски совет, како што потенцирав, е председателот на Судскиот совет на Република Македонија. И внимавајте, овде учествуваат министерот за правда како членови, председателот на Врховниот суд на Република Македонија, председателот на Управен суд,
председателот на апелационите судови, 4 и на 2 основни судови. Сите клучни фактори кои што треба да ја спроведат и реформата и подобрување на судството имаат удел во однос на носење на овој буџет и распределба на самиот буџет. И кој е бенефитот од ова? Имаме назадување во однос на владење на правото и реформите во правосудниот систем. Зошто? Бидејќи ова не можеме одвоено да го разгледуваме само како посебен документ, како извештај, ако не направиме компарација и со извештајот на Судскиот совет, бидејќи тие се поврзани органи, кои што имаат и tekako одговорност. Имено, самиот Судски совет констатирал дека врз основа на вака доставен буџет и реализација на вака доставен буџет на Судскиот буџетски совет, имаме 19 неажурни судови. 19 неажурни судови од 34. Која е придобивката за граѓаните, за државата од ваквиот буџетски совет? Односно од ваквиот определен буџет. И сега ќе се повикате дека да, ова е тело кое што единствено предлага и ги донесува, односно неопходните средства за работа. Јас од овде потенцирав и секогаш потенцирам, кога е потребно да се одвојат средства за нормално функционирање и ефективно функционирање на вакви органи, зборувам, овде станува збор за правосудството, односно за судовите, вклучително и Академијата за суди и јавни обвинители, треба да се одделат. Меѓутоа, доколку истите имаме подобрување или решат барем еден случај на висока корупција, на средства каде што се испомпуваат огромни средства од буџетот, ќе имаат средства, односно приходи во буџетот да можат да се покријат сите неопходни средства и приходи кои што им се потребни за да можат да ја реализираат својата програма и реформите кои што само ги најавуваат. И во извештајот ако разгледате повторно ќе видите дека се сведува на дигитализација на правосудните органи, на судовите, потоа се сведува на реновирање на зградите и оние за кои што морам да забележам, како што и представникот потенцираше, субвенции и трансфери. Ставка субвенции и трансфери во расходната страна. И во еден момент, ако добро ја разбрав, станува збор и исплата на надомест по однос на пробивање на рокот, односно во однос на пробивање на рокот на разумно судење. Кој што знаеме дека му е доделена надлежноста на Врховниот суд, а истиот е оценет како неажурен. Истиот ги пробива овие рокови и затоа плаќа државата и од средствата кои што се определени овде за правосудство, истите се одделуваат и се исплаќаат. Каква санкција имаме за тоа? Никаква. Каков резултат имаме од тоа? Никаков. Тоа е тоа за кое што зборуваме. Субвенции и трансфери во расходната страна се одделуваат и за судење во разумен рок. Не се суди во разумен рок, се чуваат предметите во фиоки и после тоа имаме исплата на штети. Да, имаме, токму од овој буџет, она е тоа што го зборуваме колективна одговорност, односно колективна неодговорност. Се додека се исплаќат штетите од буџетот, ќе имаме вакви ситуации во кои што знаат дека го прекршуваат законот, оние кои што треба да го спроведуваат и треба да делат правда, а за возврат се исплаќаат штетите од буџетот на Република Македонија. Тоа е тоа што во дадениот момент се случува и затоа се додека немаме индивидуализација на одговорноста во однос на постапување на носителите на функциите кои што ги водат и раководат сите институции, не само судовите, сите институции во државата, ќе имаме вакво постапување. Свесно прекршување, свесно водење во насока на испомпување на буџетски средства за кои што немаме никаква одговорност. Овде се одделуваат енормни средства. За плати и надоместоци нема да зборувам. Зошто? Потенцирав и во однос на капиталните расходи. Потенцирав, поддржувам секогаш зголемување на буџет ако е потребно во однос на функционирање на овие институции. Но вакви ставки, каде што имаме
исплата по основ на индивидуална одговорност за заткривање зад колективната, не можеме да преминеме преку ова, меѓутоа, она што го зборував. Сето ова е излишно што го зборуваме. Зошто? Ова е извештај за 2021 година. Кога дополнително ќе се утврди кои биле оние кои што сгрешиле, не суделе во разумен рок и се исплатиле средства на оние кои што биле оштетени. Затоа потенцирам дека сето ова е смислено сценарио за да не се спроведе заклучоците и забелешките од овој законодавен орган кој што е надлежен да го разгледа извештајот. И во однос на вработувањата, само едно прашање да представникот. Зборувавте дека има околу 153 извршители на определено време. 30 извршители имаме на неопределено време од вкупно 194, 153 станува збор за извршители на определено време. Ако имате подетелни информации, бидејќи лично сметам дека не може да имаме вработување на определено време во стручните служби во судовите, како стручни соработници и лица кои што учествуваат согласно закон во постапките на носење на пресудите, или ова се однесува на вработени во пооделенијата каде што се распределуваат и се работи администрацијата во овие органи. Дополнително, ќе ве прашам, дали согласно, иако ова се зборува за 2021 година, во буџетот на овој извештај и на наредниот, предпоставувам дека досега требаше да стигне за 2022 и да го разгледаме, имавте предвидено средства за оние суди и јавни обвинители, односно во моментот за судовите, кои што сакавте да го продолжите работниот век до 67 години, спротивно на закон и устав, дали беа предвидени средствата и дали овие средства останаа неискористени, пошто гледаме дека реализацијата на буџетите секогаш е околу 99, нешто %. Од овде произлегува дека во 2022 година треба да има останато средства кои што не се искористени, бидејќи немавте конкретни вработувања, затоа што самите се пожаливте, зборувам како институции, дека нема кадри од Академијата за суди и јавни обвинители да се вработат во судовите и се повикавте на бројката дека станува збор за многу мала бројка на вработени суди за да се реализираат сите предвидени програми. Воопшто не е точно, бидејќи и според ваквиот број на судии сме по глава на жител едни од државите каде што имаме најмногу судии. Но не станува збор за бројот на судии. Еве овде сакавте да дадете нова надлежност на судскиот совет, кој што судски совет е носител, односно е председател и на овој судски буџетски совет, а немаме никакви резултати од ова, односно сакавте да му дадете надлежност на судскиот совет, дополнителна, да истиот продолжува мандати на судии. И тоа да избира подобни и неподобни, односно доколку оцени. Но тоа не помина и затоа потоа се повикавте дека нема доволен број на судии, но еве 2023 година сме, имаме завршена генерација на Академијата за суди и јавни обвинители, доправи ви предстои можност да ги пополните овие места, а ниту побаравте одговорност, бидејќи сепак во однос на користење на овие буџетски средства на Академијата за суди и јавни обвинители, кое што ги довела во ваква ситуација сите други носители на правосудните органи да имат недостаток на вработени. Зошто? Несоодветно ги испланирала вработувањата и несоодветно продуцирала кадар во однос на пополнување на судската и јавнообвинителските места. Тоа значи дека основната функција на Академијата за суди и јавни обвинители истите не си ги исполниле. А вие дополнително овде секако определувате буџет, бидејќи една од единките кои што ги користат овие средства се и Академијата за суди и јавни обвинители. Затоа потенцирав дека не можеме одвоено да ги разгледуваме овие извештаи. Вклучително и тоа дека гледам дека најголема реакција се крена околу делот каде што ја повикав председателката на судскиот совет да дојде и да истата го презентира овој извештај. Ова го кажав со намера да
се потенцира улогата на председател на судскиот совет дека станува збор за институција и водење на институција, не станува збор дека доколку јас завчера или вчера не сум бил председател, од овде застанува, од овде почнува друго време. Впрочем, и изјавата и беше во таа насока дека од денес нема да се случуваат избори по списоци. Како да претходно не беше истата член на самиот судски совет. И затоа бараме доколку може истата да се произнесе и да воспоставиме континуитет на институционално функционирање. Што значи тоа? Ако се заменат носителите на функции во органите, треба да продолжи онаму каде што се застанало, за да може да се разгледат сите овие извештаи. А дополнително ви кажа, кои се членови на овој судски буџетски совет, а немаме никакви резултати. Излишно е разгледувањето, и повторно потенцирам, излишно е разгледувањето во овие временски рокови, иако бројот на вработени од 2019 од 499 суди, во 2020 имало 493, за да имаме 473 суди во 2021 година. Немаме некој драстичен пат на бројот на судии, бидејќи еве, потенцирав, имаме нова генерација, која што треба доправа да ga згрижите и да постапите, односно во периодот кој што ви предстои да можете да ги реализирате овие вработувања и да повторно ви биде реализацијата на буџетот 99,43%. Но тоа што го реагиравте и го кажавте, се сведува дека овој извештај го изготвувала председателката на судскиот совет Павлина Црвенковска, која што при нејзино заминување се изјасни дека во судството владеат бизнис, политичко, судски спреги. Председател на судскиот совет. И сега ние немаме никаква реакција од јавното обвинителство, кој до вчера го разгледувавме извештајот на јавниот обвинител, кој што не слушнал и не видел дека имало ваква изјава, бидејќи во најмала рака до денес требаше да ја повика и да разговара какви индиции има и на што се однесувало, бидејќи ова беше дадено, јавно даден збор, односно јавно дадена изјава, дека таа си заминува, бидејќи има судско бизнис елити кои што владеат во судството. Сето ова го потврдува тоа што го зборувам. Се зацкривате зад временските рамки, да не се разгледуваат извештаите на времено, да не можеме да донесеме соодветни заклучоци, да истите се спроведат во наредната буџетска година и сега да зборуваме за извештај од 2021 година. Нема никаква логика, бидејќи досега требаше да зборуваме за 2022 година. Но во сите извештаи единствено се повикувате на, потенцирав, на покрај делот на плати и на доместоци, на дигитализација на судовите. Во 2021 година представникот тогаше на судскиот буџетски совет го изјавил следното. Во 2021 година и за 2022 година обезбедени се 90 милиони денари за набавка на сервери за сите судови. Во моментот во Врховниот суд се спроведува групна јавна набавка со која што ќе треба да се заврши ова постапка. Заменување на серверите во сите судови, дополнително обезбедени се средства во текот на 2022 година за набавка на компјутери, скенери, принтери согласно потребите на судовите. Исто така обезбедени се средства и за реновирање на судници во кои што ќе биде инсталирана опрема за аудио и видео снимање на рочиштата, која што опрема е донација. Така да обврската на судскиот буџетски совет ќе биде само во обезбедување на поддршка во реновирање на судниците. Сега повторно се повикувате дека има одделено средства единствено за дигитализација и повторно реновирање. Затоа клучните носители, председател на Врховен суд, председатели на апелациони судови, сите оние за кои што самиот судски совет зборува дека се неажурни, ви потенцира 19 од 34 судови се неажурни. Председателот на Управниот суд, каде што беа пронајдени 5000 предмети, непроцесуирани, за кои што
кажав и овде ќе кажам повторно дека бев коригиран, биле само 1540, не биле 5000. Сите овие клучни носители учествуваат во носење на буџетот, а сите овие се неажурни и не постапуваат согласно законот и уставот кој што им се дадени надлежностите согласно овие извештаи. Затоа секојдневно се соочуваме со скандали во правосудниот систем, имаме уназадување на реформите во правосудниот систем, имаме состојби каде што граѓаните не сакат да пристапат кон барање на правдата. Зошто? Бидејќи знаат дека и во најмали спорови е вмешана вакви, како што рече Црвенковска, бизнис, судски елити. Се вмешани и во најмали спорови. Истите не пристапуваат и затоа е довербата онаму каде што вие. 3 до 4% имаме доверба во јавното обвинителство и судството. И сега зборуваме за извештај за реализација на буџетот на судовите. Меѓутоа, почитувана председателка, ако може да не дофрлаат од место. Затоа сакам да ви потенцирам. Морате да дадете структурни анализи што имаме сработено, што имаме предвидено и што имате сработено врз основа на дадениот буџет. Кои се ефектите? Која е додадената вредност на зголемување на расходната страна на буџетите, на единките кои што ги користат овие средства и како можеме да зборуваме за зголемување на буџети на овие единки, каде што во најголем дел од оние кои што учествуваат во носење се неажурни. Односно, не постапуваат по она што има законска обврска. Не случајно гледаме дека кога се предвидело основата на, односно интенцијата на законодавецот било дека сите клучни фактори треба да учествуваат од председател на Врховниот суд па се до министер за правда, од ово извештај сите до еден се запознати со состојбата. И затоа не може да се изземат дека немало мешање на централната, односно на извршната власт врз судството. Испореметени се вредностите. Во судството, кое што треба да биде независна власт, за кое што само декларативно се залагате, немаме никаква независност и самостојност, односно сите овие постапки се водат од страна на извршната власт и сето ова се креира во извршната власт. Немаме резултати, почитувани колеги, зборуваме за извештај за 2021 година, а имаме уназадување на состојбите. Зборуваме за уназадување на состојбите. Не го зборувам јас како опозиционен пратеник или другите опозициони пратеници. Меѓународно релевантните организации и институции ви го кажуваат ова. Дека имаме уназадување. Секојдневно сме соочени со скандали и на крајот, најдоброто мислење го дават граѓаните, кои што ниту веруваат, ниту имаат надеж дека со оваа извршна власт, со ово раководство ќе имаме некои промени, бидејќи во дадениот момент препукувањата меѓу највисоките челници на правосудните органи, односно председател на судскиот совет, јавниот обвинител, како беше министер за владење на правото, сите меѓусебно се препукуваат и во дадената ситуација е состојбата кој прв да избега. Зошто? Бидејќи одговорноста е префрлаат едни на други, а овде ни доставуваат извештаи да разгледуваме после 2 години, за да истото сето ова е застарено и во дадениот момент ќе кажат дека да, она што го забележавте е предвидено и е реализирано во 2022, но извештајот за 2022 ќе се разгледа во 2024, тогаш ќе станува збор за 2023 и се така, континуирано. За секој извештај истото го зборуваме. Не можеме да фатиме ред на разгледување, на донесување на заклучоци, прифаќање на забелешки, за да се подобрат состојбите во овој сектор. Клучен сектор, за кој што секој еден од нас овде зависи. И треба да чувствува правна сигурност во државата, дека нема да има вакви неажурности и нема да му стои предметот во фиока. И сега, повторно, кога ќе зборуваме за извештајот на судскиот совет, нема да им бидат доволно средствата кои што биле определени. Овде судскиот буџетски совет зборува дека има определено толку средства, поставки ги распределува, а истиот човек е носител и на судскиот буџетски совет и на судскиот совет. Судовите, председателите на судовите, на апелационите и дел на основните, исто така учествуваат.
и после тоа се повикуваат дека немале доволно средства. Како може да немате доволно средства кога учествувате при носење на овие одлуки за распределба, а после тоа самиот судски совет ве квалификува во неажурни судови. И затоа од овој извештај не можеме да видиме баш ништо, односно не можеме да спроведеме и реализираме никакво подобрување во судството, бидејќи спрегата на извршната власт со судската власт се на ниво да истата е контролирана од страна на извршната власт и немаме никакво подобрување на оваа состојба. Ви благодарам.